Почитувани гледачи, добро вечер повторно од мене и добре дојдовте во најновото издание на емисијата Очи во очи. Јас сум Мартина Проковик-Костовска и со вас ќе бидам во оваа емисија се до кај 22 јануари, тогога впрочем и мојот колега Огнен Јаневски е на одмор. Правилата ги знаете, ќе се задржиме до правилата на мојот колега, затоа почитувајте ги, секој ќе има можност накратко и концизно да зборува на темата која што ќе отвориме и ќе ја поставиме денеска токму за вас, а темата ќе биде поврзана за името. Знам дека навистина сакате да дебатирате на оваа тема. Промена на името, одлука на политичарите или е потребен референдум? Во вчерашната анализа со колегата Мишко Иванов, каде што гостин беше вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи, токму се зборуваше на оваа тема, па предлагам во продолжение да погледнеме дел од вчерашната анализа, потоа веднаш се враќаме назад во студиото, каде што ќе го вклучиме и првиот гледач за денешната емисија, денешното издание. Разговарате ли за името? Ние се разбира дека разговараме за варијанти. Разговаравме и вчера за која е една од варијантите? Меѓутоа не мислам дека е паметно и нема да се помогне на процесот доколку лицитираме јавно со варијанти кои што се уште не се созреани. Но е добро јавноста да биде информирана, зошто да не? Дали Република Нова Македонија е една од опциите? Значи, некои од предлозите треба да бидат доволно созреани за да може да го издржат притисокот. Ајде вака, дали разговараме само за името или разговарате за оно што најмногу стравува јавноста, идентитет, што ја знам, јазик и така натаму и така натаму? Зашто разговарате сега? Видете, И дали покрај овие официјални средби на маргините постои некоја тајна дипломатија која што можеби на некој начин учествува во целиот овој процес? Значи, ништо не се прави скришно. Ништо не нашите средби не се скришни. Да кажуваме дека да разговараме, дека имаме еден спор во кој што во моментот имаме различни согледувања по однос на тоа што треба да се реши. Дали е тоа едно прашање, колку предлози имате за колку предлоги имате на маса? Значи, пак ќе кажам, не можам да влезам во детали, бидејќи нема да помогнам на процесот. Бидејќи ви дозволив да ги промениме местава на седење, ми ветивте и едно некоја ексклузивна информација. Можете барем едно име да ми кажете. Вака, прво сметам дека треба да има комитмент, да има одлучност на владите да се најде решение. Мислам дека тоа го гледам сега во двете влади, што не беше претходно. Има волја и има одлучност да се најде решение независно од дневно-политичките притисоци кои што ги имаме како влади и како политички партии. Меѓутоа, свесни за важноста на моментумот, за неповторливоста на моментумот, ќе ги надминеме тие политички притисоци. Меѓутоа, не треба да лицитираме сега со предлози кои што не се матурирани, не се созреани. Може да даваме и ние наши предлози, и грчката страна дава нивни предлози, кои што медијаторот Нимиц треба од тоа да направи едно заедничко прифатливо решение. Медијаторот Нимиц има своји предлози, вие како условно кажано на овие средби давате ваши предлози како Македонија како своја страна, Грција како своја страна, или се водите кон оно што не сакате да го откриете, Нимиц ви го дава? Јас мислам дека во оваа фаза веќе стануваме проактивни и дека и двете страни можеме да даваме и предлози за да му помогнеме и на медијаторот. Имате ли некое име кое што е прифатливо и за Македонија и за Грција каде што сте најблиско до сега? Тоа се обидуваме да најдеме. Нешто што е прифатливо, нешто што, како што реков, нема да удира на најчувствителните вредности што ги имаат. Дали зборот Македонија е во еден од тие предлози? Општества. Мислам дека во моментот постои таква клима и постои таков консензус дека зборот Македонија ќе го има во било која варијанта што ќе се најде, и тоа е важно. Грција го прифаќа тоа? Да, меѓутоа мислам дека пак ќе кажам, не треба да влегуваме сега во таа расправа, ниту му помага на процесот, ниту на граѓаните нешто им дава одговори. Тоа што им дава одговори на граѓаните, дека важен е моментумот да се најде решение. Ако ја пропуштиме шансата, ние влегуваме во еден нов циклус, на еден зачаран круг, на еден постбукурешки циклус кој што го поминавме пред 10 години. Така да моментумот е историски и сосема неповторлив. заради многу контексти, внатрешни, регионални и европски. Имаме историска одговорност да се надминеме себе си и да најдеме решение. Волја има и во двете страни, има искреност во пристапот, внимавајќи на сензитивноста на прашањето и кај едната, и кај другата страна, се обидуваме да градиме консензус, еве и етнички консензус
во Македонија, кој што е многу важен. Меѓутоа и политички консензус, надпартиски консензус, за да имаме еден став кој што потоа ќе можеме да го представиме пред грчката страна. Прифаќаат ли грчките власти име во кое што ќе стои изборот Македонија? Мислам да. Дали во преговорите се доведени во прашање идентитетот на македонците? Мислам дека дали преговарате за идентитет? Значи, не може да се преговара за идентитет. Идентитетот не е прашање кое што може да се преговара, ниту го знаете. Мислам дека и тие така го поставуваат тоа прашање, дека идентитетот не може да биде прашање на преговори. Така, тоа беше дел од вчерашната емисија Анализа со колегата Мишко Иванов, каде гостин беше вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи, и токму темата на која што денеска ќе можете да зборувате, која што ја споменав и на самиот почеток, промена на името, одлука на политичарите или е потребен референдум. Телефонските броеви веќе ги знаете, така што можете да се јавувате, да го слушнеме во секој случај вашето мислење по однос на денешното прашање, по однос на денешната тема. Знам дека секогаш ве додирнува оваа тема и токму се одлучивме денеска да го поставиме во оваа емисија. Дали го имаме првиот гледач? Добар ден. Добар ден, повелете. Би сакала да кажам дека ни референдум помага, ни помага промена на името, ќе остане исто. И би сакала да ги поздравам сите гледачи на канал 24 Вести и да им кажам дека повеќе нема да се јавувам, пошто сме им досадни ние сталните јавувачи. Нека бидат сега, нека добиваат и нека дискутираат. Ние нема да коментираме, затоа што они знаат повеќе, само се јавуваат и кажуваат да не се јавува тој, да не се јавува овој. Еве шанса, нека се јавуваат. Пријатно и се најубаво, ви пожелувам убаво да ги водите емисиите и се најубаво, пријатно. Ви благодарам за вашето јавување, имајте вие убава вечер, да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Мој демократско право, значи како жител на Македонија и како македонец е да кажам свое мислење. Дека јас не сум да ми се менува името на мојата света земја Македонија, пошто тоа име не е дадено ни на политичари, ни на нас како генерација жители во Македонија, па ние да го менуваме. Тоа име е дадено и е зацементирано, така да речем, во нашиот устав и во со крвта, со жртви на стотици илјади, на можеби милиони македонци, генерации векови наназад. Со кое право некој македонец или не македонец по род денес кој живее во Македонија си зема за право да ни менува свети на Македонија? Со кое право? Тоа е чист и грозен фашизам. Ако некој, јас сечи идентитет во Македонија и на тие околу нас го почитувам, но со кое право? Таа Европска Унија, таа Грција во 21 век фашистички бараат јас да си сменам име на мојата света земја и на мојот македонски идентитет. Глумат сега дека наводно не се преговарало за идентитет и тоа се преговара, ако не сега, сигурно за година, 2-3 и тоа ќе го стават на тацна. Јас се прашувам, нека ми каже еден член на СДС, докаде е ова нивна толеранција? До кога ќе предаваат се македонско? Дали имаат некој чувство малку македонско дека ние довека сме предавници, а од утре ќе сме бранители на македонско? Добро. Која е таа нивна граница на предавства? Ако не лажеа дека со БРМ и со смена на државно знаме, уникатни во цел свет кои смениле свое знаме државно, викаат дека ќе живееме подобро. Се полошо. Народ кој сам се негира, кој витка кичма пред секој фашист, тој никогаш аир нема да види. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Ќе ве замолам да бидете пократки и поконцизни, затоа што пократко трае ова емисија и би сакала да слушнеме мислење на повеќе граѓани. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, дамо. Благодарам што ме вклучивте. Јас, кога ја читам ова, како вие го викате модерно Кајрон, името на политичарите или е потребен референдум, јас нечам ни едното ни другото не си смее.
Добро. Штета што кај мене го немам она референдум што имам напишено и да го прочитам што значи референдум и кој те така ќе го осознае, сочувствува што значи референдум и кое е тоа референдумското прашање и манипулациите околу референдумите. Туку јас нешто друго ќе кажам вака. Името, идентитето и она од името иде идентитетот. Ако јас сум, да речеме, Петре, Митре или не знам кој, Лазоровски, Петрески, Митрев или она, од тому произлегува и катастарот на она што ми следува после тоа на оние кои ќе престанат родителите или има. Тоа е исто државата, името. Ние што треба да бидеме? Апатриди ли треба да бидеме? Да немам. А нешто што е вака клучно, што сакам да го кажам. Ние имаме луѓе од 44 година навака, во минатиот век, кои што се само македонци биде. Што да бидат седа. Кој е таа сила што ги натерала да бидат тоа и која е таа сила што треба да им го одземе тоа? И уште нешто ќе кажам. Јас, например, гледам дека ова интелектуалната класа, она се е платено со институциите и она, тоа е една ќе речем нешто страшно, ама ќе речем беда е тоа од луѓе. Сите мислат како онај само стомакот дека е важно и она се уште нешто. Можда времето е дојдено да направиме движење во Македонија. Не од елитата и интелектуалната така наречена класа, една беда која што никогаш не се осознала дали патриотска, дали идиотска и дали е човечна. Јас мислам дека времето е дојдено, затоа што двете партии го издадува и за својот народ и со нивните калкулации партиски и она сето не остана ништо за обичните луѓе. Благодарам и се најубаво. И благодарам и вам за вашето јавување. Имајте пријатна вечер. Добар ден. Во програма сте, повелете. Добар ден. Повелете. Дали сум во програма сте, да. Во програма сте, повелете. Добро вечер, како сте, репотите, добро ли сте? Одлично. Вие добри? Среќни празници. Благодарам, исто и на вам. И така да не биде среќна цела година 2018. Дај Боже. Меѓутоа, јас плашам дека нема да биде така. Како прво, кој му дал право не да е подпредседател на влада, што сака нека биде, господинот Бујар Османи по национална основа не може да води разговори за име на друга нација. Тоа на него да му биде јасно. Ради тоа што во таков случај на човек кој што не припаѓа на нација, а на која што треба да и се менува името, нормално дека тој ќе биде многу понеодговорен од колкото треба да биде. Второ, како ќе се викаат албанците во Македонија ако не се смени името? Дали господинот Бујар Османи смета дека тој и понатаму ќе биде албанец? Нема да биде албанец господинот Бујар Османи. Ќе биде северно македонец. Ниту бугари, ниту албанци, ниту срби, ниту турци, ниту срби, ништо ќе нема. Те ќе биде тоа македонци, северно македонци. И од аспект на тоа Бујар Османи нека се прибере малку и нека се површи од оваа функција за името. Нека си работи други работи. Второ, кој ќе биде одговорен ако во Македонија се отвори војна по повод промена на името? Промената на името не може да не донесе одредени немери во државата наша. Вие сметате дека може да дојде до војна ако се промени името? Ве молам да се доискажам уште малку. Ајде. Спрема тоа, мислам дека најголема одговорност ќе сносат Јоханес Хан, Могерини, Зоран Заев и неговата кликачка на власт. Тоа треба да бидат свесни дека промената евентуална на името не може да помине без немери и дури на ниво на војни. Добро. Не може да не се најдат македонци, чести патриоти кои што нема да дигнат оружје и да си го браниме името. Ви благодарам пријатно. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Промена на името, одлука на политичарите или е потребен референдум е темата на која што денеска зборуваме. Дали сметате дека треба политичарите да решат ова ситуација или пак треба ние граѓаните да излеземе и да гласаме? Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден, повелете, односно добро вечер. Во програма сте, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден. Се јавувам од Велес.
Добро, драго ми е. Вистина интересно е. Не слушате? Ве слушам одлично. Така. Интересна е ова тема, меѓутоа сакам да напомнам една работа. Се додека ние внатрешните работи не ги разреши, не слушате добро. Одлично ве слушам, господине, зборувајте. Одлично ве слушам, да. Додека не ги разрешиме внатрешните работи, Добро. кои ни кочат, а тоа се браќата изроди. Ја мислам дека и минатиот пат, само дозволите, и минатиот пат ви реков, дека додека не се одземат буквите 4, тие што ги носи ДПМН, не може да се бара консензус меѓу политичките партии. Бидејќи тие се навистина браќата изроди за кои изборувал... Добро, ви благодарам за вашето јавување и ќе ве замолам повторно да не ја користите оваа емисија, ниту било која емисија од овој тип, каде што ќе можете да користите навредливи зборови, независно за кого станува збор. Во секоја таква ситуација ќе ви исклучувам од емисијата. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Дали сте во емисија? Да, на програма сте, во програма сте, повелете. Од Охрид се јавуваме, Стојанов Драгослав на линија. Повелете. Сакаме да кажеме, и сега малку имате напишано во темата промена на името. И сега промена на името не се врши промена на името. Промена на име се врши да го од Македонија сосем нешто друго ставиме. Добра. Проблемот е тоа што и ние имаме овдека Македонија, и Гркот има Македонија. Гркот оспоруваат да не го носиме оригиналниот наслов на Македонија, да не претендираме кон тоа. И затоа тој настојуваат да имат додавка во името. Добро. А не го менуваме ние името, или како што кажуваат луѓето, го менуваме идентитетот, ако сме станале Северна Македонија, сме биле северни македонци. Ќе ви кажам еден пример, дали се сеќавате во Африка, државата ако се прекрсти брегот на слоновата коска. Тие самите си го ставија тој наслов брег на слонова коска, поради интерес, заради тоа што има улоз со таа слонова коска. Добре, и сега мислите, брег на слонова коска, а тие не се слонови натре луѓето, тие натре имаат идентитет. Или земите пример Република Ирска, тие се ирци. Имат и Северна Република Ирска, тие не се северњаци, ирци се и тие ирци. Тоа многу пати го кажавме, нема северен македонец, или северен албанец, или северен турчин. Секој си е по националност македонец, ќе биде од Република Нова Македонија, или турчин ќе биде од Република Нова Македонија. Ние не го менуваме ни името, ни идентитетот. Додаваме само додавка за да се одвоиме од Грчиот регион. Таму има 60% Македонија што држат тие, ние имаме 40% Македонија. И затоа е тој проблем на ограничување. Тоа сакаме само да го потенцираме. Добро. Ви благодарам, ако тоа беше се. Имајте пријатна вечер. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Јас сум за да се смени името на државата. Добро. Поздрав. Ви благодарам за вашето јавување, кратко и јасно. Да го слушнеме следниот гледач. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Драго ми што сум во програма. Повелете. Се слагам со претходниот, пред овој гледач, со слушател, дека ако дојде до промена на името, бидете сигурна, ја и прошлиот пат имаме кажано, дека ќе падне многу крв и многу луѓе ќе висат по бандерите. Овај народ нема да стое, затоа што секогаш има патриоти, а најголем гаф и најголема грешка е што премиерот господинот Добро, ви благодарам за вашето јавување. Ви благодарам, нема реков да дозволам да употребувате навредливи зборови према никого, независно за кого станува збор. Не ја користете, повторно ќе кажам, оваа емисија за да го правите тоа. Јас ја разбирам вашата изреволтираност, разбирам дека ја сакате оваа држава, меѓутоа не го користете моментот за да навредувате некого. И внимавајте кои зборови ги користите. Сепак ова е јавна емисија. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ќе бидам краток и јасен. Името Република Македонија. Ние сме го добили на референдум. Значи не може на референдум да гласаме за нашето собствено име. А уште помалку политичарите имаат право да го менуваат името на државата. Политичарите се менлива категорија. Денес доаѓаат, утре си заменуваат, а знаат да направат големи пакости. Значи, името Македонија
го имаме и нема потреба ниту да го менуваме, ниту да одиме на референдум, ниту да се подвинуваме под волјата на некој друг. Благодарам. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Промена на името, одлука на политичарите или е потребен референдум? Кое е вашето мислење? Да го слушнеме следниот гледач. Добро вечер, повелете. Повелете, во програма сте. Ало? Повелете, во програма сте. Намалете го тонот на вашиот телевизор, господине. Ќе го исклучам телевизорот. Ајде. Дали сега се слушаме? Да, јас одлично ве слушам. Кога ми речиш одлично ве слушам, полно ми е срцево. Добро. Само према уста да гледам нешто дека кажеш, пошто имам сосема исклучено, се промена на името, одлука на политичари, потреба референдум. Слушайте, ние со ова тема сега добро има јавна дискусија и треба да има и потребно е сите да се сослушаат, да се слушнат и различни мислења и онакви, и секој како што мисли. Но мислам дека на крајот на краиштата треба ние прво да добиеме не да добиеме име, него да добиеме некакво си квази име кое ќе значи напредок до конечното решение, а ние сме далеку од конечно решение, прво. Второ, овие некои што се јавуваат патриоти, да не се менува ова, да не се менува она, тие се веќе половината со бугарски пасоши, а половината веќе имаат поднесено барање за добивање на бугарски пасоши и од Дизелдорф или од некаде ќе изигруваат патриоти дека името да не се менува. Ако сакаме да останеме вечно во Лушпа Одорев, нема проблем, ние ќе гласаме името да не се менува, малку ќе насрадат градниот кош, може не внатрешно, надворешно, ќе не синици ќе не излезат од одирене со тупањци колку сме патриоти, ама немаме леп да јадиме. Не е важно ви леп, ако треба чубниме за јадење, ама Македонија и до последно и нема да остане ни еден македонец, али сме ние македонци. Фала многу што ме слушавте, насмешката. Осмехот ми е сосем доволен. Да. Поздрав до редакцијата. Ви благодарам и вам. И кој ќе дојде огнен, да оистина одмор, не само огнен, сега само огнен. Чао. Така е, ви благодарам за вашето јавување. Поздрав и до вас, да го слушнеме следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, прво за многу години. Да бидеме, да. Знаете што, јас сакам само да прашам нешто, бидејќи не ми се најасно. 2 или 3 гледачи пред ова и нешто спомна терминот идиотска. Не ми беше јасно зашто се однесува за држава, за партија, за жена, за жени, затоа што беше о женски род кажано. Би го молила гледачу да се јави повторно, па да објасни што му беше тоа идиотска. Јас ви благодарам и ви благодарам. И благодарам и вам за јавувањето. Гледачот го исклучивме поради таа причина и денеска нема да му дозволиме повторно да се јави во денешното издание на емисијата Очи во очи. Реков дека сите оние кои што ќе вреѓаат и ќе употребуваат вакви зборови ќе бидат исклучени. Така што многу ми е жал нема да добиете објаснување на тој термин кој што го посочи. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Не треба да исклучувате, тој ништо не сакаше дошо да каже човекот за Заев, вие го исклучите. Не го исклучивме ние, господине, за Заев, го исклучивме заради еден збор кој што го употребил, кој што не сакам јас да го зборувам, да го кажам. Тоа сега што зборуваше таму за бугарски пасош, едно друго пати, јас се јавам од Прилеп. Добро. Македонија си е наша Македонија. Кој е било кој да не поименувам, че ми исклучите ти, да ми менува мене и имунитет. Па ние имаме прадедоци што погинале за оваа држава. Имаме досие за тоа. Што гинеле. Добро. А немој да кажува тој патриоти бугарски или што. Нека повели Прилеп, нека дојди. Добро. Е така. Ви благодарам, ако тоа беше се. Имајте пријатна вечер. Промена на името, одлука на политичарите или е потребен референдум. Добро вечер.
Добро вечер. Повелете. Повелете во програма сте. Баш тај ме предизвика што збореше за бугарските пасоши. И јас сум еден што имам бугарски пасош. И тоа со него живеах 10 години. По странство одих по 3 месеци и децата изучих и се. А да се тие со бугарски пасош 100.000 сега у Македонија, што ќе прават? Добро. Дали имате некоја конкретен коментар за денешното прашање? Затоа што не зборуваме денеска за бугарски пасош. Нека си онадат за името. Името потребало му име. На таква држава не треба никакво име. Добро. Ви благодарам ако тоа беше се. Имајте пријатна вечер. Промена на името, одлука на политичарите или е потребен референдум? Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден, односно добро вечер. Добар ден. Повелете. Добар ден. Христос се роди. Вистина се роди. Здравје пред се и среќа и радости да имаме сите во Македонија. И да си ја зачуваме Македонија, со тоа ќе се зачуваме и себе си. И обратно. Името, ако беше лесно да се смени името, и ако можеше да се смени името од некој си субјект, без разлика на која хиерархиска скала се наоѓа, во било која држава, ќе се сменеше до сега 100 пати. Добро. Значи, оне што мисли дека името ќе се смени, или е неук, сега просете на овој збор нема да ми скучите, или е идиот, или е предавник. Од причина што... Ви благодарам за вашето јавување. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер. Повелете. Па што е толку страшно ако имат по 2 пасоша луѓето? Значи, ако имат по 2 пасоша, сигурно луѓето многу се заинтересирани да излезат надвор, да поработат по 3-4 месеца и да се вратат во земјата да ги да ја чува фамилијата. Ја не знам колку е толку страшно, не знам зашто толку прашина се дига бугарски пасош. Бугарски пасош е вреден во моментов, затоа е и потражен. Добро, сега може ли нешто за темата? Мога. Велам за темата ако може да зборувате. Па темата околу името, така? Да. Па ако биде така да некој друг сосед бара пасош македонски, кој што ќе биде некоја придавка на името Македонија, па немам никаков против и да се вика Вардарска Македонија, поради тоа што името Македонија се спомнува. Затоа мислам дека политичарите се доволно искусни и да не креват паника дека застане и позицијата и опозицијата и македонските и албанските партии една за секогаш овој проблем да го решат и да не го остават само на граѓаните овој проблем. Благодарам пријатно. И благодарам и вам за вашето јавување. Промена на името, одлука на политичарите или е потребен референдум? Добро вечер. Добро вечер, Кирил Прилеп на телефон. Повелете. Сакам да го кажам и прашам политичарите кога менат името. Како ќе ја пеат песната Македонска девојче? Добро. На нивната ќерка кога ќе се мажи. Добро. Фала, пријатно. Ви благодарам за вашето јавување, па не морат ни да ја свират на свадба ако не сакаат. Добро вечер за следниот. Добро вечер. Повелете. Една мала исправка може ли? Ајде. За наслово што ви е ставен на екран. Добро. Не е промена на името, него додавка на името. Добро. Тоа на кој ќе му смета? Македонец и македонец не може да бидам друго. Само смените го наслово, оти не е промена. Промена значи да не биде македонец, да биде марсовец. Не. Добро. Така разбирам. Така разбирам таа работа, ама наслово ви е грешка ставен. Оти не е за промена. Добро. Тоа е се. Бидете поздравени. Ви благодарам за вашето јавување. Дали имаме време за уште некој гледач? Добро вечер. Мирдите. Добро вечер, повелете. Мирдите. Повелете. Пушкам прики Јорен. Диши Ангел, Албанец,
Добро. Ништо не ве разбрав, господине, на крај што рековте. Ви благодарам за вашето јавување. Во секој случај ви благодарам и вам сите кои што ја следевте денешната емисија за вашето внимание. Ви посакувам да имате убава и пријатна вечер. Во 17 часот се најновите вести од Македонија и од светот. Значи погледнете го централниот дневник, а со мене повторно се гледате утре и во емисијата во ТЕК и во оваа емисија. До гледање од мене.